треба. Многу звезди се редат, кај Миро Кацаров во прайм тајм седат. Спреми виски или Дон Периньон, жолта штампа, сега на микрофон. Енергија врие и добар вајб се грева. Секакви приказни кај Миро има врева. Миро, повторно со ново ноќно шоу. Camera, action. Добро вечер, македонски народа, добро вечер, Македонија. Вие гледате новото издание од вашето омилено шоу Вечер по 8 со Миро Кацаров. Останете на Алфа, бидејќи сте на онаа фреквенција која што треба да бидете. Некако се ближат некои празници кои дефинитивно мене ми се допаѓаат, но повеќе ми се допаѓа оној Свети Трифун. Јас сум љубител на виното, јас би го славел тој Светин Валета и нимат. Што ги славиш ти? Свети Трифун нормално. Нормално е прав маж си како мене, не знам дали има луѓе кои што слават Свети Валета за 40 годишни. Што ги славиш ти? Трифун и ти. И ти ке локаш? Што ги славиш? Ке пиеме, ке се забавуваме така. Оваа емисија така каде што ќе го славиме виното, но ќе ја славиме љубовта, убавата музика, а бога ми ќе славиме и разговори со едни од најпознатите македонски личности. Се враќаме веднаш. Да, се враќаме на моето омилено место после колку помина една недела, стварно ми фаливте. Некако ова е работа што ја работам со љубов. Некако слушам одлични коментари, позитивни коментари за емисијата, така да верувајте ме дека ова е само почеток. Дека добрите емисии, добрите песни и уште подобри шоа не очекуваат во наредниот период на Алфа телевизија. Така е. Дајте аплауз за Ливеро бенд! Ми беа на одмор, некако без нив, знаеш, мозаикот не ми беше вклопен, така да се вратија. Во полна парја ќе пееме убави песни, ќе се смееме, ќе се шалиме и мораме сега да ги кажеме и гостиве без кои дефинитивно Вечер по 8 со Миро Кацаров немаше да биде најгледаните проекти и формати на македонските телевизии. Ко прв гостин го имаме еден човек кој што исклучително почитувам бидејќи е маж. Сака да е маж, алфа маж дека, сака да е војник, бил војник. Интересен лик, првпат го видов на интернет и бога ми интернет сензација. Еден од оние први јутјубери на македонската јутјуб сцена, еден од оние кој што секогаш знае да искритикува и еден од оние кој што дефинитивно има најголеми прегледи на јутјуб, Манда! Да! И благодарам, пушти се, верувам дека направиме забава, затоа што гостин или гостинка или твоја колешка во Вечер по 8 со Миро Кацаров ќе биде една учителка која што дефинитивно е една од најубавите и најзгодните учителки во Македонија, поранешен модел, мисица, дама која што ја гледате во многумина емисии на многумина телевизии, но овој пат во едно поинакво светло и со едни поинакви прашања бога ми одговори. Маја Глигоровска! Човекот кој што е вистински револуционер на YouTube сцената во Македонија, бевме колеги и се сеќавам, се сретнавме на Водно. Ова е пред 5-6 години. Само што му заврши тогашната телевизиска, тоа не беше кариера, телевизиски проект. И ми вика Миро, викам кај ќе идеш на телевизија? Он вика Миро, не сакам на телевизија, сакам на YouTube. YouTube сцената не беше толку популарна. Ја викам да, си нормален бре човек. Ти си убав, симпатичен, елоквентен, можна емисија. Тоест телевизиите барат. Не бе вика ќе пробам на YouTube. Од кога проба до ден денеска, тој е најпознатиот јутјубер Стефан Лазаров! Дали памтиш дека тоа ми го кажа? Фала ти за убавата најава. Во истина. Стварно се сеќавам на Водно, Да. ти беше пијан. И Мајмун. кога е пијан, многу се чувствува емотивно, сака да искаже емоции
и е искрен, а тоа е најбитно, искреноста денеска се цени. Браво за Миро, аплауз, ајде сите, браво за Миро, браво за Миро. Тие што пијат и на работа. Стефан, одиме со прашање, дали си подобар човек приватно или подобар јавно? Како се представуваш? Ти кажам искрено, бидејќи нашава работа од стартот ни направи, за разлика од телевизијата, тоа беше промената кај мене, да се доближиме повеќе до луѓето, едноставно да бидеме искрени. Така што многу често можам да ти кажам дека како што сум приватно, така сум и јавно. Нормално дека не можеш се да споделиш, нешто ќе се задржи за себе. Сега веќе не сум сам, имам жена, едноставно представуваш повеќе луѓе, се озбирила работата, така што меѓутоа ќе ти одговорам дека сум истина. Добра, ако утре исчезна YouTube-от, останува ли или што останува од Стефан Лазаров? Па ако исчезне YouTube-от, можеби ќе се појави Кик или можеби ќе се појави Што е бе тоа платформа. Кик? Види, тоа се нови платформи. Чекај, сега можам да кажам. Ја кога стримав на Кик, Ама што е Кик? Тоа нова платформа ли е? Twitch, знаеш е Twitch? Не, Чичо, знаеш дека сум слаб. Добро, платформа за пласирање на нешто како YouTube, ама малце по-профи. Оти YouTube е популарна многу. И за геймери е најчесто. Аха. За Тоа се гейминг. смееме сега периодов, За бидејќи лайвстримови. станува Добро. популарна и Кик во светот, и му викам, таман YouTube го направивме популарно во Македонија, луѓето да знаат дека тоа е платформа, а не е платформа за деца, возрастни или било кој. И едноставно сега сме стрекни што YouTube-от е супер. Види, ако го снема YouTube, ја верувам дека со текот на годините сум создадол вештини кои што Може се прешолта, што ми е млад. Така е, така е. Да. Можеше многу лесно да кажеш, немаше 5 бизниси што ми работат, бе, брат. Да, бе, брат, камиони, милиони, авиони. Гледаш колку е лесно да шпекулираат луѓето. Да. Еве, ти класична шпекулација. Местам се. Мандар, дали кога ќе се изгасат камерите до дома, затоа што чек, значи те гледам цело време. Имаш една убава соба, имаш многу компјутери, имаш волан. Со тоа се заработува ли што го работиш на YouTube? Прво грешка, тоа не е соба, тоа е студио, направено Студио. конкретно за гейминг. Добро. Немам компјутери, добро, имам компјутери, ама направено е тоа така да биде за да се заработува пари од него. Се Нормално заработува? имам такви волани Видов специјално. Тие што ги гледаш ти кога возам камион, тоа е сега може малце неблагодарно, ама тоа е еден волан таков кошта 700 евра. Така Да, да, знам не е дека е за скупо, играчка да, за дете, да. сакам да кажам, и ако не се заработува, нема се купи. Јас на YouTube почнав да заработувам само од како почнав да геймам, односно од како почнав гейминг да стримам. Така да тоа ми беше нека одскочна даска за да почнам да инвестирам понатака. Маки, имаме едно, ајде, вака сега 30 секунди директно во камера. Значи, што би рекла на Маја пред првото видео што ви има објавено на Инстаграм? Кој? Ти? Ја што би рекла? Да, на Маја. Сега Иде што во би рекла камера на Маја директно? пред првото видео? Кажи. Колку години имаш, дали имаш филтри на тебе, дали изгледаш така како што изгледаш и дали си тоа што си. Браво. Што би рекла на Маја во последното видео или до последното? На вистина изгледаш добро. Вистина изгледаш добро. Дај. Лазаров, морам да те прашам, кога најмногу се разочарал по патот до ова што си денес? Сите тие изјави ги даваме во моментот кога сме разочарани и во моментот изгледа дека кој знае што се случило. Како поминува времето, само сваќаш дека сите разочарувања ти се најголемите лекции. И во принцип, ако нема разочарувања во патот кој што годиш, ништо не учиш. А се разочаруваш? А ти не се разочаруваш? Да, чекај, јас сум Јас- рак и ти си рак. Значи, Јас се разочарувам, кога Миро, на дневна основа. Да. Основа, проблемот кај мене е што јас имам понекогаш и нереални очекувања за себе, не за ставаш све на срце? камоли за другите. А таков сум. Ја и во принцип ме праша дали сум приватно ист или јавно. Јас сум човек што многу си ја сака оваа работа. Ја ја работам со душа, со срце. Еве денеска банална работа ќе ти кажам, Ајде. ми доаѓа снимателот и ја заборавил камерата кај другиот дечко што ми работи. Добро. И доволно е мене да ми изнервира, пола сата сум разочаран како сега доаѓа снимател на снимање без камера. Значи, сакам да кажам од најситни разочарувања па до најголеми разочарувања. Меѓутоа битно е во животот како помина времето да разбираш дека токму тие работи те направиле тоа што си Да, денес. тоа по дефолт, сега ти направи посиле апсолутно. Маја се разочаруваш? Да, се разочарувам најмногу од најблиските луѓе, затоа што навистина сум човек кој што сум искрен и многу верувам и очекувам дека и тие се искрени до мене, меѓутоа нели повеќето луѓе знаат да бидат лицемерни, знаат да те разочарат и токму тоа мене многу ме повредува и ме разочарува. Си човек што знае да се разочара? Јас? Да. Секој ден.
Ја од сам себе сум прво разочаран во животот. Не, ова е многу добро. Не, чека, ова е дополнителна тема. Дали некој пат сте самокритични да се разочараш од самиот себе, со некој однос со родителот, со жена ти, однос кога на пример нема да му дадеш на некој пешок да премине, кажеш чекај, па стварно тоа е на песен за си Јас сум конј. таков човек. Тако, да. Знам многу често сум се разочаран сам со себе, така кога нема да направам нешто што знам дека е исправно, а не сум го Од направил. некој бајато понашање ти текнува. Да. Знаеш како, ако не си според мене, не си човек ако не можеш да бидеш разочаран само себе. Дајте една песна, народна македонски, вие сте на Алфа и гледате Стефан Лазаров, Мандар и Маја. Останете бидејќи следува авторска песна на добриот бенд Либеро Бенд. Срце збори, има само лути рани и во мене не мир Луѓе зборат дека јас сум бил на сите страни, верувајте лажеле А срце полно рани, ја во мисливе на сите страни Меѓу војна и мир сме јас и ти Како лани, имам се, но не, родени сме, сите сами, навикнав и без тебе. Во февруари ладна е, во неа сонце не гре. Ко февруари ладна е, во неа сонце не гре. Веќе нема ништо да ме скрши, ништо веќе нема, не А љубовта со сила не се држи, окови челишни, не исто како лани, имам се, но не родени сме, сите сами, навикнав и без тебе. Во февруари во неа сонце не гре Ко февруари ладна е, во неа сонце не гре Вечер по 8 во четврток, нема фудбал, нема нешто не знам што, си гледаш една убава емисија, скоцкана со убави гости, со убав бенд, со добра продукција и уживаш на Алфа телевизија. Јас секогаш сакам да е нешто наш, домашно, македонска продукција, затоа дами останете со нас, дами и господи, се извинувам, останете со нас, бидејќи следуваат поинтересни прашања и прашања кои дефинитивно на Маја ќе ги поставам сега. Зашто? Да, да, поздравам и оние без кои дефинитивно немаше да постоиме. Тоа се земипари.мк, Петроил, нашите спонзори, Црво Експрес, Аутовелт, Аджико, Игротека Томи, Ресторант Цезарица, Мобилзон, Места индустрија Свети Николе, Магнезиум, Спа центар Виница и Маратон Бус Адвертайзинг, подвижен билборд, автобуси на кои што јас и заедно со господа. Браво, Миро, многу спонзори. Ти посакувам уште толку спонзори да има. Заработуваш? Така да го емитира Стефан Лазаров со Многу спонзорите. спонзори, браво. Нема Стефан Лазаров, Со бројката на Да. спонзори. ние имаме друга публика, не, нас сум телевизија, нас е YouTube, така да сме рачи. Кога Миро Кацаров создаваше критериуми, ние уште бевме деца. Така е, ти Тоа Браво. значи дека си стар. Браво! Дај. Така е за телевизија, да. Ти благодарам. Сега вака, имаме многу интересни прашања кои што Чекај, бе, Миро. Дај ми овој мало. Чекај. Не може очи да те гледа. не може Чекај. да. Стај го до нас, стај. Него да. Нека си прави дете. Бувото од дедо ми. Он сварно мислеше дека ќе дојдеме ние тука и он ќе води емисија. Стварно ли? Сега вака, девојките од Max Models, бидејќи однапред и кажувам кои ќе бидат наши гости, спремија неколку прашања и предизвици. Затоа ги замолувам Марта и Тамара да се појават во вечер по 8 со Миро Кацаров.
Ивона, здраво, у емисија си, Ивона јо, така? Да, како ме викаше беднино Величковски на Кумановски, како Булутин? Зар ти личове на тај Булутин, бе, манда? Не. Скроз, не можевме да на Кумановски не знаевме како се вика буф и тука 7 души и бендот и јас не можевме да проценим. Добро, да, толку ни е паметот. Ивона, те поздравам до следно видување, чао. Поздрав. Чао. Девојки, што правите? Еве да поставиме некои прашања што би рекол Стефан, тебе ти е страв да им ги поставиш. Мандар е многу јак физички. Може да ни Стефа. Многу убави девојчиња, браво. Тепаше за на времето. Дај да видиме што ќе ги поставите сега, мај. Сега, затоа што Маја право си го бараше, ве молам правите прашање на Маја. Да, поведа. Види, Миро, ти си еден и единствен. One and only. Избрисај се ова пред прашања. Ти си еден и единствен. може да се шалам супер се Сега да омекнете Ајде, атмосферата. Стефан Лазаров почне. Ама не нека почне од Маја, почнат. шо ја? Од мене Така ти слободно беше? почна. Девојките имаат предност. Браво, ајде. И види колку се убави и прекрасни, браво. Ова намерно ви кажува за да полесни Не, прашањата. не, да. не, апсолутно не. Ајде, со Стефан ќе почнеме. Прво прашање. Ајде. Најголема предрасуда што луѓето имаат за тебе. Ај се да те видам. Па многу имаат за мене, многу се збори, што знам. И за мене да кажи нешто. Дека сум геј. Леле исто. За кој водител го нема тој моја? Кај? Па се напади ќе се удавеше. Ти прв пат слушаш. Не, дека тоа не сум го слушал. Не си го слушнал? Не знам, да, тоа е искрено Сум го слушнал, нешто ја. што ме Класик. што го зборуваат. Мислам, има многу пострашни од тоа, меѓутоа ете таа е некоја. Исто и за Миро, така? Класик. За Миро? Да, бе. Не, абе. Слушнал за Геј. геј не. Чи Маја нема чуено? Штом јас немам чуено, значи Па дека се ожили вино го претходно сега ајде да не кажувам, не сум ја гостин кога ќе ме викнат, дека ќе ви кажам. Ќе те прашам ја Да. во живот. Тоа е нешто кое што го слушам. Ама, знаеш како вика до нашава работа е, остави ги да зборуваат на крајот денот, ние треба да си го правиме тоа што е наше, во кое што верувам. ај башка не си ги. Кога гледам Миро во очи, не можам се озбилен да бидам човек. Јас затоа гледам по плочки. Ајде ти види го. Булутино. Како беше Булутин? Како да бидам озбилен? Булутина. Булутина Кумановски. А ја Булутин мислам. Ајде. Опиши ни ја македонската YouTube сцена со 3 збора. Хаос. Не знам дали имаме веќе сцена, искрено. Не, ова што го имаме моментално не е Да, се сцена. живо и диво. Види, Да, не диво. постои веќе сцена од аспект на тоа што порано го кажувавме сцена, затоа што баш беше на јутуберски. Сега YouTube платформата веќе ја користат и докажани новинари, успешни новинари, значи веќе YouTube стана малтене телевизија, така што тоа сега сцена, јутубер, не знам дали е веќе модерно. Добро. Кој мислиш дека Пораснало најмногу те е, бе, се копира, извинувам. а се прави оригинален? Миро, чекај бе, јас знам дека Не, ти е страв, порасна. пријателе, ти да ги поставиш прашања. Дај Мене шанса на само девојчето. знаеш дека ја немам страх. Кој ме копира? Кој најмногу те Бога копира, ми. а се прави оригинален? Кој најмногу ме копира се прави оригинален? Либеро Бенд, дали сте спремни? Ајде. 3, 2, 1, Миро Кацаров. Не, вака да... Знаев дека ти Да, ја имам тикови кон ја. Добро ме се зезам. Добро, бе, нема врска. Погоди, стана. Стана Ете, агресивноста на и ти ли ме играч. предаде? И ти Не е ова предавање, ова е чиста вистина ова. Миро. Која соработка најмногу ја жалиш, доколку би сакал да ни С откриеш? Јас Бренд? знам одма. Бренд? Или... Бренд, бе, ако те Општа мана соработка. со шишето бренд. Не се прави ти на тошомно. Која соработка најмногу ја жалиш? Со човек, што сум Да. се работувал? Ај кажи се, кажи. Знаеш ли колку е Миро убаво во животот? Што? Човек не треба да каже ништо, а кажа не се. Да, добро бе, знаеме ние, ама за другите дали знаат? Ете ќе оставиме Ете, на гледачите да кажи. шпекулираат да биде интересно. Добро, понатака, дали во македонскиот шоу бизнис е погласен аплаузот на публиката или кругот на исти луѓе што се аплодираат меѓу себе? Браво. Многу е, не разбирам што е. Не можеш да сватиш што. Не, разбирам што е прашањето ова, не
ова не е прашање кое што треба да се изнасмееме се да го одговориме, меѓутоа да го одговориме паушално. Искрено во многу случаи второто. Има многу Што те тапшат. што те тапшаат по рамо, народски како што би се кажало. Па тие не се вистински пријатели. Меѓутоа знаеш како не сум Ако не ниту ти јас, кажат ниту каде пак грешиш. некој од тука да може да го одговори ова на правилен начин, затоа што секој од нас има различен поглед на нештата. Поентата на нашава работа е тоа што луѓево гледаат некого затоа што нешто им предизвикува во себе. Тоа е интерес. Дали ние сметаме дека тоа е добро или е лошо, на крајот денот за кого е тоа релевантно. Така што не знам, сите оние кои што имаат некаква публика, предпоставам дека прават нешто како што треба за таа публика. Сега моето мислење за одредени теми е долга и Ето, широка. требаше да насмееш, низ филозофира, као Јани Макардули да го викнав на емисија. Миро, Оке, повели. тешки прашања поставаш, што да Повели ти... понатаму. Прашање. Добро, Марта, па ти што го бранеш? Па се. Ајде. Што е најтешко да одржиш? Брак, кариера или имидж во јавност? Миро, што е со прашање? Имидж дефинитивно. Е сега искрено имиджот се создава има притисок врз сето тоа. Ние не го создаваме, некогаш имиджот сам по себе се создава. Луѓето си формираат некакво мислење за тебе, сметат дека си таков. Конкретно за мене во многу ситуации јас никогаш не сум кажал за себе дека ние со Мандар сме совршени, дека ние правиме најдобро нешто што правиме и се луѓето си формираат некаков став. Така што имиджот сам по себе си носи притисок некаков. Мислам дека најпаметно е да го правиш тоа што сакаш да го правиш, да си искрен пред публиката, па сега кој како сака може да те гледа. Али дефинитивно ако бирам од брак, кариера, имидж. Продолжуваме со Мандар. Ја па Маја е чекам цело време бе човече. Ајде, Манда. Доколку Стефан ти го водеше животот на еден ден, Па Стефан. Не ни заврши прашањето. доколку Стефан ти го водеше животот на еден ден, што попрво би расипал? Ова се многу длабоко. Компјутерот, компјутере. Толку гледаш, зашто Краток и не? јасен одговор. Искрено. Зашто тутуле бале, не разбира тоа. Компјутери мислам. Кој инако го разбра прашањето јас. Други работи би го расипала модел. А ја гледај. Мандар, значи ти Гледај, а ја постојат. гледај колку сакам да го заштитам уствари. Ајде да видиме next question, сега тоа што е паметен. Кој мит за тебе најмногу ти оди во прилог, а знаеш дека не е вистина? Кој мит за мене? Може дека сум не знам, лош, агресивен човек или така нешто? Дека не знам, ако ми речеш нешто арогантен, така, ако ми речеш нешто што не ми се свија, ќе се степаме, вајда. Па затоа ми прекитуваат поише. А не е така. Кога последен пат си се засрамил јавно? Сега. Не, бе, зашто? Така и мирува емисија сум. Не, сала на страна. Не, бе, добро има смисол, мајке ми! Не е селјачка фората. Да е селјачка, не е селјачка, добро, На има граница, смисол. на граница, Не, Бога на ми има граница. смисол, нема веза. На граница. Да. Добро ти беше. Не, се шалам, се ако стварно сакате да размислам. Не, продолжи. Стварно не ми текне за тоа. Супер си беше, фора. Кој тренд никогаш не би го следел дури да е вирусен? Со звонарките си. Звонарки или не модерни. Широчки. Не, добро, иначе Оверсайз. озбилно се, последно време гледам почнале да носат машкиве, Да, ти текнат пак- звонарки пак, како да, имаше да, порано, да. и сега фармерките како звонарки. Ги видов носат. вечерен, да. Ти си звонарки, не, ти си тоа е оверсайз. широко, не. И тоа Не. не би носел, али не А е тоа. хеланки на машко? И па те он носи. Да, има нешто што се вика Катастрофа. рашгард, на пример кога вежбаш да ММА за ова зона. Што си не вежбаш, што вежбаш? Што се вика? Рашгард. Прв пат слушам. И ја прв пат слушам, не знам што. Ама Не, ти не. не си сега на ММА, ти си на емисија. Не, ти вика не би на тренинг со што да идам со Ама не фармерки сега су звонарки. тесни такви Ама фармерки. не сум од звонарки, друже. Ама он навика утесни, дали оке утесни да би слим? Јас кажав што не би носел, што ми е најлоша, Ама не би слимчики си носел и носи. слим. Добро. Дали инфлуенсерството во Македонија е кариера или привремена дејност? Апсолутно кариера. Затоа што више колку сме. Јас 5 години, он 6 така. Ја една година после тебе. Гледаме кај сме, што правиме, сега кој како сака нека свати. Направиле многу пари, значи. Не е за многу пари, е моментално не викнал, Ќе сега замолам без не е спекулации. за ебанција, не викнал у емисија, значи вредиме нешто, така, така што тераме се нешто, согласувам, правиме добро. нешто.
Ве трнете по тоа дека самава емисија се емитува на Алфа, меѓутоа по тоа ја ставаме на YouTube. YouTube денеска веќе не е нешто кое што се дискутира. Да. Не, инфлуенсерството како општо не е мене значително работата, ама да, и тек ќе иде нагоре. Дали успехот кај нас се мери со талент или со тоа колку пари можеш да заработиш? Со двете, заради тоа што многу ретко кој нема талент па може да заработи многу пари, али има и такви што ги гураат, например. Не. У Иван гледав, иначе. Што сакаше да кажеш? Ништо ме од таму ме ценка некоја. Може во мене погледно? Можно. Мораш да имаш талент за да направиш Да нешто те во животот. прашам да не погледна во мене? Не, Тоа не во мене. Која песна тајно ја знаеш цела на памет и ако може да не испееш дел од неа? Многу песни. Тајно на памет. Да. Чекај некоја тие. Само една Не, ама тајно, тоа не е тајно. Со таа песна се Васка пробив. Илија, вајде, Васка Илија. Ама не е тајно. Ама добро, еве таа што Чекај. Дај нешто од Backstreet Boys, од тие таквите од времето. Тајно. Incomplete, како си каше таа од Backstreet Boy беше, од која беше? Тоа со Јордан. Он е рокер у бендот. Ама не знам да запеам, ама ја знам потајно и си ја сакам и си ја слушам. Океј. Прво прашање, еве од аспект на моделството. Дали добар модел има рок на траење? Не. Гледаш по неа. Модел е модел. Ако еднаш си модел, цел живот ќе си модел. Па еве тргнувам по мене, имам 43 години, сега веќе 44, така да... Што Миро уште ме вика, значи, добро е. Дајте бе, Рапо, дајте. Кој е најнеочекуваниот комплимент кој што некогаш си го добила? Најнеочекуваниот. Ај, Миро? Не знам, јас си гледам булетина. Па, Помиро, дај сега комплимент, ајде како Од што. мене нешто што не сум го очекувала, не знам ја. Некој што не очекува, например, комплимент. Не, немам дај поем. ти комплимент сега у моментов. Ајде, Миро. Ама онда го очекува од мене дека јас си кажам дека она е убава, дека она е Направи згодна. нешто неочекувано. Неочекувано направи нешто, ајде се. Потруди се малку. Како Миро би ја освил Маја? Миро, направи салто. Да, бе, кога ќе викате емисија, поставете ми прашање, Маја, значи, ти треба да одговориш овде. Како се вади од... Најнеочекуван, па нема нешто, све ми е очекувано. Се е очекувано. Се ми е очекувано. Ти истина була се овде. Па не Ама не е комплимент. Па не е комплимент. Тоа не е комплимент. Вика најнеочекуван комплимент. Обично комплименти убаво изгледаш, добра си, згодна си, навистина си прекрасна ти секојдневие. денес. Тоа ти е секојдневие. Да. Сака да каже некреативни Добар момци и се наставник пуштаат си. цело време. Ајде, давај. Да се навратиме на мис на светот. Еве влезена си во топ 5 мис на светот. Те прашуваат која е најголемата жртва што си ја направила за да стигнеш до тука? Што би бил твојот одговор што никој не го очекува? Најголемата жртва. Па што идеш на некој светски избор, не треба да направиш жртва, него треба да се стремиш и да си спремен кон све за да го освоиш светот и за да го освоиш тоа што е пред тебе, односно жирито, и да се покажеш во најдобро светло. Така да кога настапуваш на еден светски избор, се поставуваш во најдобро издание, како што јас сум била на светски избор, и во тој момент газиш се пред себе и очекуваш дека титулата е твоја и ќе е твоја. Дали на моделската сцена постои ривалство? Ако да, какво било твоето искуство? Ако може да ни дадеш некој конкретен пример. Може би со некоја колешка? Па имало. Да, имало и сум го кажала во некој поранешни емисии, не знам дали треба пак да го повторам. Значи, во помлади години, зборувам пред 20 години, кога беше тука Верица Ракучевиќ, една од нашите попознати српски креаторки, имаше кастинг за ревија. На кастингот беа сите познати девојки, сите манекенки, имаше и анонимни манекенки, меѓутоа кога дојде време до мене, некако бев дискриминирана од целото тоа шоу
Не знам зошто и по кој повод, односно ми беше кажано дека не сум доволно висока, ја веќе работам во модата 3-4 години. Така да, кога заврши целиот кастинг, креатурката Верица кажа зашто девојката не настапи, исто кажа дека не имам доволно висина, со оглед на тоа што пола беа колку мене високи. Ме замоли да се качам на пистата и да изодам. Кога изодев, таа кажа дека Маја Глигоровска ќе води ревијата и после ревијата ќе дојде во Белград да снима за мене. Браво! Интересно. Меѓутоа, чувството на вистина не е убаво кога си во таков круг и кога се осеќаш така на некој начин неугодно. Затоа што и ти си исто како останатите, а во тој момент се осеќаш многу ниско. Добро, последно прашање. Дали мислиш дека денес изборите за убавина се навистина фер или убавината е само изговор? Види, ништо во животот не е фер, да не се лажеме. Секогаш има предности, има и мани. Меѓутоа, во денешно време, за да постанеш тоа што треба да постанеш, да си мис на некој избор, пред се многу е битно не само надворешната убавина, него внатрешната убавина, затоа што таа е многу побитна, да се надоградуваш, да се едуцираш и да го постигнеш тоа што го сакаш, а надворешната убавина е еден, како да кажам, еден крајен впечаток. Затоа што кога идеш на еден светски избор, ти веќе една недела, најмалку една недела, 20 дена во секојдневно си во комуникација и во секакво издание те гледаат сите таму. Значи, треба да се смееш, треба да разговараш, треба да си хуман, треба да помогнеш и колку и да си убав, ако сите тие вредности и квалитети како човек ги немаш, џабе ти убавина. Истрпни одговори беа, луѓе мои. Дајте една аплауз. Нареден пат Маја Глигоровска книга да напише. Нели? Може сега да и даете по некоја награда, затоа што вакви истрпни одговори еднаш ке слушат од 100 години. Да, дали може награда од нашиот спонзор Джико Home Center, Марта, Тамара, ке даете по некоја награда, а нашиот спонзор Джико вели дека најдобрата понуда е токму така, Home Center Джико, го има во Скопје, Штип, Гевгелиев, Куманово, во Скопје се наоѓа во Рамстор. Мене ми омилена Jiko.mk, бидејќи си пазарам од кој град сакам и буквално кога ме мрзи, јас си го потребувам од Jiko.mk, се за вашиот дом, пријател на вашето домаќинство, буквално се што ви треба за домот. Значи, кога станува збор и за опремување на домот, кога станува збор за некои ситни джиджи-миджи, се наоѓа Скопје, Штип, Куманово и Гевгелија. Имаме интересни, ова се тостери од Хаусберг, германскиот бренд Хаусберг, кој што специјално го има во Jiko, да. Си, ајде, товче. Смееме да шушкаме додека збориш ти? Да, бе, да. Да го покажеме? Браво. Браво, Миро, товче. браво. Истијан вака, ако ти се веруе. Па ќе го поклониш на некој, бе, нема врска Браво. што. Да. Да ќе го поклониш на некој. Да го ставиме вака да се гледа, зашто ти се спонзори, нели? Да, бе, да, само така нека се Да, гледа, да. може онака гали го бе малце. Сум мувот сега на некој гали. Уште спонзори, да, тој е Уште има? нашиот спонзор Петро Оил. Вика многу едноставно, нема стрес кога треба нели да регистрираме кола, најчесто ние се брзаме, најчесто тоа е гужва, метеж и така натаму. И сега поново Safe City мора да ни биде регистрацијата неистечена. Така да, многу полесно Петро Оил се на едно место, брзо, лесно и без стрес, убедливо најповолен, исто така технички преглед и брокер кој брзо и лесно ќе ви понуди осигурување вас и вашето возило. Либеро, и ти ли сакаш, Иван? Не бе брат, за пари работам. Петро Оил, види. само заврати 077 677 776. Петро Оил се наоѓа во Скопско Новосело и добивате или гратис кафе или добивате гратис 10 литри. Види ме, Миро, како сум ти ги наредила гориво. спонзорите, ама поглед. Мерчендайзинг ми прави, знам. Да, тој е нашиот спонзор Земи пари. Си вика кога немаш пари, ќе си земеш пари од Во нив. кесава нема пари. Миро става на крај од емисијата, кога си оди. Дека не ја зема ти ја дадоа за тоа. Во кесава На нема крајот пари. емисијата Викаш, кај има се земи парите, пари. земи пари, земи си пауза. Многу едноставно, земи пари на zemipari.mk. Секаде во Македонија има филијали на Земи пари. Многу е едноставно, дури и неверојатно, на Земи пари со 0% камата.
3 рати од 6 до 90.000 денари. Ако веќе зимаш пари која некојаш ќе ти притребат пари, земи пари.мк, дефинитивно најповолни и една општествено одговорна компанија која што сите овие години мене ме прати на телевизија, а со тоа прати македонската музика и македонската забава. Лазаров, најголема лага што сум се кажал на камера е? Како ги шалта работи? Да, од спонзори, Лазаров. Заспам, сега да се расфрлам треба. Уште еднаш молим. Лазаров, најголема лага што сум кажал на камера е? Не постои такво нешто. Не си кажал. Луѓето мислат дека сум суму... да не ми го извада тоа, не ми текнува. Луѓето мислат дека сум самоуверен, ама вистина е? Дека сум самоуверен, ама вистина е. Дека? Па не, имам искрено самодоверба, имам самоуверен сум. Значи ово кажуваш ти, продолжуваш реченица. Тоа е играта. Значи најголема лага што сум кажал на камера е. Објасни Миро што правиме. Супер е. Значи Миро ти ја прави целата и на крај ти кажува што правиме. Ама ти да, од спонзори наеднаш се вртиш. Лазаров... Тече мисла 20 години сум водител. Да. Најголема лага што сум кажал на камера. Лазаров уште еднашка. Продолжи, најголема лага што сум кажал на камера е? Не ми текнува. Добро, луѓето мислат дека сум самоуверен, ама вистина е? Дека сум самоуверен. Ако утре ме нема на YouTube, јас ќе бидам Тоа што сум. На некоја друга платформа. најмногу се плашам дека публиката ќе свати дека Леле. Полесно да си водител, дефинитивно. што полесно дека Да си водител, да Аха, поставаш да си водител, прашања. добро. Што најголема заблуда имаат луѓето за тебе, Мандар? Освен тоа што мисли дека си препотентен, го кажа Миро, дека зашто си волку брз, брат? Тоа генерално. да биде динамична емисијата. Тоа Да, е спора, да. Дека тоа. Или дека Кој- се уште патам по тоа да бидам војник или што не сум. Аха, кој компромис најмногу те чинал, сепак си го направил. Тој со војската, односно да не се умешам во политика за да успеам тој Што повеќе боли, критика од непознати или разочарување од блиски? разочарување блиски. Кој штраф најчесто го криеш за самодоверба? Трема? Да. Кој те познава подобро, публиката или луѓето дома? Исто. Луѓето дома, вајда, ама јас сум природен пред камера, така. Кој дел од твојата работа најмногу ја мразиш, а мора да ја правиш, Маја? Најмногу Да. да изгледам како што изгледам, а внатрешно да сум тажна и да не сум тоа што сум. Браво. Само на Маја и даваш да ти одговара со време да размисли, да има да се смири. Така тоа е прашањето, мислам, тоа. Така и мене- дое. Ма така и дое. Дали некојаш си се продала ефтино кој што вредиш? Никогаш не сум се продала ефтино. Ако утре те заборат, што останува од тебе? Па нема да ме заборават. Кој момент од кариерата би го направил поинаку без двумење? Без двумење. Да. Кој момент? М? Би го вратила времето наназад и би ги сменила многу работи. Мораш да ми кажеш сега, ама не без двумење. Кој повеќе гледаш, Мандар или Стефан? Стеф. Стеф. Па затоа само да не го Кој за прашам. дета прави тоа е? Затоа да не го само прашање поставуваат. Имаше нешто за мене сега? Да. Кажи. Јас сега протестирам што не ми дават возачка, а јас сум најдобар шофер од сите. Добро. Што викаш ти, ние инфлуенсерите, да почнеме да протестираме што не терат да плаќаме данок, тај што е данокот за инфлуенсери. Дечкото создава некоја таква, не, извини, Мандар создава некоја таква платформа и организација со Тијана Шкулич и Димитар Атанасовски. Обрати се кај дечкото, они се многу големи, они се јаки, они се господа. Ќе ти објаснат целата институција како се одвива и организација. Јас како член на управниот одбор на така. Движењето X Да. би оставил на председателот. Председател ли си на движењето? Не, види, Што? направивме шала на страна, направивме здружение на инфлуенсери, И креатори. колку пари ви земат? Треба да ви земе Кој да ни земе пари? државата? Ништо од државата, ние си плаќаме данок, како Аха. што и секој нормален човек во државата си плаќа данок. Ова со АВМУ беше друга работа надвор од даночни Тоа ли обврски. сакаш да ме прашаш? Така што тоа е друга работа. Добро, добро.
Ете, веќе е направено, требате зачленот. Ти ќе не бидеш во управен одбор. Може ли да те ставим? Може. Главен, пошто си Или најпопуларен на споксмен. социјални мрежи. Може ли? Да, драги мои, имаме City Break со стил со Црво Експрес, една приказна безброј спомени, Будимпешта, Сент Андреа, Тропикариум Белград, по повод 8 март за само 127 евра. Од 5.3 до 9.3.2026 година, 2 ноќевања со поедок во хотел Берлин, 3 звездици во Будимпешта, посета на Сент Андреа, крстарење по Дунав, посета на Белград случајно, за само 127 евра Македонија и убавините на Италија, Верона, Сирмеоне, Лаго ди Гарда, Лидо ди Езело и Венеција од 5.3 до 9.3.2026 година, 2 ноќевања во Лидо ди Езело со појадок, со 100 или на 125 евра е сето ова. crvoexpress.mk, буквално патувате со стил, појадок, туристички водич, хотел со 3 звезди и ги гледате најубавите работи од Италија, а овде споени со Будимпешта, Сент Андреа, Тропикариум и Белград. Така да crvoexpress.mk, дознаете повеќе и за останатите понуди. Се гледаме наредната емисија, така? Нема нешто да ме зафркнеш, така не ти кажа? Или има? Нема? Да те гуште. Само да ги поделам. Да ги поделиш, да, Злато, еве ти поклоните, подели ги на овие, на гостиве. Се слава. Повели, ти би иде нешто, мојата хостеса. Ке лапнеме ваучерче? Го прочитам. Што до Италија, нели? Ти благодарам за Список тоа. кај ќе идеш, нели? Да. Види го, Лазаров што убаво се однесува со деца. Многу сакам деца. Да, се гледа, браво, да, Едва чекам одмор. да дојде кај нас да ја Ќе дојде, дај Боже. Дај Боже. Штом дојде кај драги Миро и мои, кај тебе ќе дојде. Многу брзо ми помина мене времето. Мисијата беше динамична, ако нешто сум сгрешил, се извинувам. Бога ми ви. Зашо си извинува се? Ако сум направил добра атмосфера, гледајте ни наредната недела. Бидејќи исто така не очекуваат одлични гости. Морам да ги потенцирам и останатите спонзори, кои се општествено одговорни компании кои доделуваат спонзорство на вечер по 8 со Миро Кацаров, а тоа се Автовелт. Викаме дали уште веруваме оние приказни баба го возела, стар Мерцедес, малку километри, гаражиран, гратис патосници, нема веза. Бегајте лажни огласи, имајте си работа со вистински луѓе од доверба. Автовелт ти гарантира одлични и сигурни возила. Миро, може Најважно да ти влезам кратко за Автовелт? Да, срце, Да повели. ги поздравам Да од ги срце поздравиш. сакам. Да, да, Имавме одлична соработка Да. со нив и треба да сме горди што имаме ваков бренд во Македонија, Така затоа е. што стварно многу озбилно работат. Така е. Најголемиот автоплац во Македонија и да продолжат понатаму. Стварно се многу добри. И браво што те поддржале. Така е, ти благодарам многу. Ти нудат замена старо за нова, ако немаш доволно пари ќе ти обезбедат и рати и лизинг, така да Автовелт во Кочани, кој што каже Лазаров. Возеше коли од Автовелт, јас сега моментално имам кола од Автовелт и сум многу задоволен, иако сум како да кажам, шофер што е немарен. Значи немарен шофер. За Джико зборувавме, Игротека Томи, нашите спонзори, кои што вика ако сакаш роденден кој ќе се памети, во Томи се спојуваат и игрите, забавата и елегантниот амбиент за совршена прослава. Нема мали големи во Игротека Томи во Кисела Вода, сите се весели и насмејани. За кафе или за возрастните има кафе бар, за немалите најдобра игротека. Има само еден проблем. Треба да се закажете на време термин 076457780 или во Кисела Вода, Карши Тобако Томи. Да, ресторан Цезарица, сите патишта водат во Илинден, во ресторан Цезарица. Нема што нема, од вкусно, повкусно, прсти и викат Најдобриот ресторан Цезарица организира и секојдневни забави и музика во живо секој викенд. Така да на крајот гостите или со гостите одиме директ таму. Мобилзон за мобилни телефони, галантерија се тата мата. Продажба на нови мобилни телефони, откуп на ваши телефони, замена за старо ново, сервис на најдобри. Нови телефони продават како мојов, од таму го зема, знаете, боли глава, се на едно место. Мобилзон се наоѓа во Штип, во центарот на Штип, места индустрија Свети Николе, искуство, квалитет, традиција и тоа дури од 1960 година. Единствени микс Свети Николе. Стар квалитет, нови современи дизајни на полици ширум нашата земја. Микс Свети Николе, задоволство во секој залак. Има уште. Морам да ги потенцирам и моите спонзори Магнезиум Спа Центар,
Од Виница, кога телото и умот бараат вистинска пауза, дозволите си најдобар магнезиум спа центар. Не мора Банско, не мора Копоник, не мора Златибор, го имаме во Виница. Во Центро Бизнис или магнезиум спа центар. Термоминерални бањи богати со магнезиум, сауни, парна бања, турски јамам, релакс соба, солена соба и базен со солена вода. Релаксација која не мора да барате надвор Македонија. Магнезиум Медикал Спа Виница и Маратон Бас Адвертайзинг, подвижен билборд. Либеро Бенд. Дали може сега, пред да ги одиам гостиве, да спремаме една песни, така да завршиме ова четвртечно издание од нашето милено шоу Вечер по 8 со Миро Кацаров. Мандар, ја би правил муабет уште 2 сати со тебе, но времето е тоа, што би рекол Лазаров, ова е телевизија. Да, ова е телевизија, не е YouTube. Знам дека вие главите по 3-4 сата, YouTube тоа е платформа која што не ограничува, нас не ограничуваат и така треба да биде. Уште многу години, истина. Уште многу години да си жив и здрав. Уште многу години да си жив и здрав, да го правиш тоа што сакаш да го правиш. Си го чекаш тоа што треба да го дочекаш, ја го дочекав пред 3 месеци, тоа е нешто неубавото во овој свет. Ке ти даде да живееш во еден поинаков универзум. Ке живееш за него, да, и буквално се што ствараш, ке ствараш за него, едноставно смислата на живот ке ти биде поинаква. Ти благодарам што ја прифати поканата. Маја, одлично како и секогаш. Малку тремаджика, но има што да кажеш, интелигентна, тремата молам оставија за себе и за сите оние години, сега си возрастна, искусна и зрела, остани ваква витална и убава се гледаме на наредната сезона. Вечер по 8 со Миро Кацаров. Лазаров, ти си револуционер на YouTube сцената. Ушите да ти јадат, тие што знаат да кажат за тебе што и да сакаат да кажат, ти си едноставно тата на YouTube сцената, кој што се кажам, ја тата на телевизијата и на овие шоу бизнес емисии. Многу направи, убав дечко, културен дечко си го возиш филмо, вози го и понатаму, не давај злонамерници и луѓе кои што сакаат да бидат подобри, а не можат, и луѓе кои сакаат да те копираат да бидат повеќе од тебе, едноставно ти го покажа правецот ти го вози, а не гледа дали се они лево и десно од тебе. Заврши. На овие години веќе ако целта ни е да докажуваме дека сме подобри, сме сгрешили, искрено. На овие години целта треба да ни биде поинаква, иако се бавиме со шоу бизнес, може сега да ми кажеш пак ај не се лигави, меѓутоа на овие години целиме да имаме семејство, да имаме подобар живот, поквалитетен живот, да заработиме за да помогнеме дома, а не за да бидам подобар од некој друг. Јас го направив тоа ти што го посакуваш и затоа не го кажувам тоа за мене, само сакам да имам подобра верзија од мене. Не, секој ден. Ова тука едноставно. Јас зборам за мене, секој ден сакам да имам подобар. Како за мене, така и за останатите. Да, ви благодарам што бевте наши гости, вие наша верна публика. Поздрав до моите Фокабо кои што гледат за мене и Промо Италија. Останете на Алфа, бидејќи после мене следува вечерното шоу на Богдан Илиевски. Се гледаме на наредната недела. Либеро Бенд, дали може? Не можам да проценам дали ова се е игра, дали со ум или со срце, јас да знам со што да одиграм. Ние сме ко слика на зидот што се распаѓа, но нема да не разделат. Најмила, со тебе би да пробам, до крај на свет да одам. Со тебе се ми коцка, знам, после тебе нема што да изгубам. Со тебе би да пробам, до крај на свет да одам. Со тебе се ми коцка, знам, после тебе нема што да изгубам. Најмила, најмила, најмила. Очи се мои, делува релевантно, кај што гази таму гори. Имаш тело као боге, усти као жар, ми доаѓаш ко карма или као дар. Се гледаме константно, делува релевантно. Имаш тело као боге, усти као жар, ми доаѓаш ко карма или као дар. Најмила, со тебе би да пробам,
нема што да изгубам. Со тебе би да пробам, до крај на света одам. Со тебе се ми е коцка, знам, после тебе нема што да изгубам. Најмила, 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 најмила. Ние сме ко сликана, зидот што се распага, но нема да не раздела.